Земјоделска аптека Фиталија, 18 години стручност и посветеност со широка палета на производи за напредните земјоделци. Во Фиталија одберете садници со декларација за сите видови овошје: јаболка, круши, сибирски лимон, мандарина, малина, наменети за пелагониското поднебје. За љубителите на цвеќе, Фиталија е вистинското место. Поседуваат двокалемени цвеќиња, стеблести ружи, хибридни луковици, бегонии и галија. Ви треба земјоделска опрема, вештачка прихрана и ѓубриво за вашите посеви и насади. Посетете ја Фиталија, вашиот партнер за напредно земјоделство. Фиталија, земјоделска аптека во Прилеп, позади катната гаража кај стара автобуска. Земјоделци, не сечи совет е вистинскиот. Проверете во Фиталија, вашиот партнер за напредок. Телефон 078 334 686. Почитувани наши слушатели и гледачи, оние следбеници кои што во моментов се на програмата радио што се гледа, денеска ќе разговараме на теми од земјоделството и тоа актуелни теми и прашања, а ќе посочиме одредени совети кои што се актуелни во овој период на почеток на расадување на одредени земјоделски култури, прихранување на земјоделските култури. Со нас тука во студиото е Ели Ристеска, агроном, менаџер и собственик на земјоделската аптека Фиталија, која што се наоѓа позади катната гаража кај стара автобуска. Добар ден, Ели. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ние денеска би сакале да проговориме за одредени теми кои што верувам дека ќе ги заинтересираат земјоделците, особено би рекла напредните земјоделци, затоа што секој совет од областа на земјоделството е добро дојден во овој период на почеток на одредени почвени работи за подготовка на земјоделските површини за одредено засадување, пред се на тутунот, затоа што сме ние познати по тутунопроизводството во Прилепскиот регион, но секако и за посевите, кои што во моментов се прихрануваат, односно се подготвуваат за што поголем род. Најпрво би започнала со прашањата колку земјоделската аптека Фиталија е подготвена за препарати што се однесува до заштита на тутунскиот расад во ова време кога има навистина големи температурни осцилации. Нашата аптека располага со голем пласман и избор на препарати. Секој препарат е наменет за одредено ниво и состојба, значи не може препаратите да се даваат во време, значи како што сакаме ние, или исто како расадите што не можат да се садат ние кога сакаме. Мора да се почитува, Да. значи природниот процес. Така. Што е она што би им го препорачале на тутунопроизводителите во овој период,
бидејќи навистина овие температурни осцилации кои што оваа изминатава недела се случува, бараат одредена прихрана или подготовка на расадот за да може да биде здраво растението и потоа да се расадува на нивите. Потребно е ли да се користат органски ѓубрива или пак оние вообичаени традиционални препарати? Значи, најпрво би препорачала леите кои ги садат, значи, со семе од тутун, секоја година да ги променуваат, значи да вршат плодоред, ради тоа што нема да му биде избешен тутунот. А друго, според временските услови секогаш да ги следат температурите и температурните разлики, значи оваа година малку не изненади сите. Тутунот, семето требаше да го насадат крајот на март и да се расади крајот на мај или до средината на јуни, но ова не се испочитува во одреден дел и регион од Пелагонијата, што ќе му биде и ќе му представува во иднина голем проблем со квалитетот на тутунот. Сега за заштитата на тутунот, ние имаме доста препарати, јас би го издвоила курамето, кој е од две активни материи, цимоксанил со бакар прочистен. Значи, тоа комплетно го заштитува тутунот, така што го заштитува од патогени и вирусни заболувања, а исто така и од пламеници, пепелници, значи комплетна заштита му прави и му прави бариера од микроорганизмите кои се во почвата, значи црвчината кои ги разградува во органски материи, односно аминокиселини. Аминокиселини, сега ќе прашате што се, тоа се составен дел од почвата кој се од водород, кислород, азот и јаглероден диоксид, кој се најбитен фактор за одржување на хумусот во почвата, на површинскиот дел од почвата. Азотот не би го препорачала да се користи, азотните џубрива, заради тоа што во Пелагонискиот регион преполна е почвата со азот. Поготово бугарската тарана, сега не само што е крената цената, туку јас ќе кажам дека уназад години се користи бугарска тарана и видете сега што се случува. Значи, азотот се врзува со водородните јони. Сега, ако има прекумерна количина на азот, тогаш се ствара амонијак. Амонијакот, доколку не е разнишана pH вредноста на почвата, во рете. Значи, тој се претвора во аминокиселини. Но кај нас се случува друг проблем, значи се разнишува со долго време користење на азотни џубрива, се разнишува pH вредноста на почвата. И таа станува алкална. Сега, не може да си ги земи растенијето потребните микроелементи. Значи, железо, манган, цинк, кои се многу битен фактор за едно растение. Од фамилијата на солонаце, пошто тутуно спаѓа во таа фамилија, како што и компиро, и сончогледот, и тие култури. Кои што кај нас се сега актуелни, кои се садат. Сега се ствара една бариера на кореновите изданки, значи на завршетокот од коренот, и коренови јазли, тоа се вика. Тоа се како грудчести материи, кои му ствараат бариера комплетна на тутунот и не може да се ги земи микроелементите. И не само тоа, понатаки се ствараат, значи, каналчина кои ги уништуваат клеточните ѕидови на растенијето. Значи, секое растение носи со себе геноцид, значи ген од мајката и од таткото, значи наследен материјал кој што значи има бактерии кои што се бора, значи антитела. Сега овде ги нема тие антитела, туку се сгручува. И не може, значи, да се нема бактериоциди и не може растенијето, коренот да си прими, нема коренов систем и не може да си ги прими хранливите материи. Сега заради тоа се користат подобро е калцификација, ама кај нас е тешко да се направи калцификацијата, обично таа се прави на есен, кога се завршува со пролетните и на пролет, значи, за да се започне со есенските култури. Значи, во текот на сеидбата,
калциумови џубрива. Значи калциумот е потенцијал на ПХ вредноста. ПХ вредноста значи е таја, значи водороден показател, размена на јони, размена на минерали со, значи водородните јони се разменуваат со минералните и со органските материи. Друго, научени се со живинско џубриво, значи од живински материјал. И тука е голем проблем, ради тоа што кокошките не се стабилни. Кокошки, значи па не се стабилни, значи тие се полни со бактерии, значи нивното џубриво, значи не е стабилно, значи колку и да се испитува, значи тие се нестабилни, ради тоа што дел ти ќе испиташ од тоа џубриво, нема да го испиташ, значи сите, значи целосно џубривото како што го ствара продуктот кокошката и сега ти оди секој ден испитувај џубриво. Тоа не може никогаш да се случи, значи тука е нестабилно и се ствара салмонелоза. Значи што е тоа? Тоа е предизвикува бактеријата салмонела, значи предизвикана болест од бактеријата салмонела. И сега, кога ќе добијаме ние продукти, пиперки или било што, значи за јадење, ние ќе се заразиме од таа салмонела и што е многу опасно, 90% во Македонија од заразена храна се заболени од салмонела. Практично салмонелата преминува на растението, а потоа Да, таа си го задржува, значи тоа е бумеранг, значи тој што става, значи живинско џубриво, значи од животни, а обично тоа е бумеранг си се враќа кај него, значи децата негови ќе јада од таа храна. Тоа се задржува, значи тоа и ќе се заразиме, значи тоа е како епидемија. Рековте испитување на ПХ вредноста на почвата. Како се прави тоа? ПХ вредноста, значи се прави со посебни електроди, значи со апарати, со читач, кои ги испитуваат посебни институции. Сам не можеш, значи, да си ја испиташ ПХ вредноста, тие се посебни институции и би препорачала секој земјоделец да си ја испитува почвата. Пред да сади било каква култура и после да се консултира со стручно лице, значи со нас агрономите, значи што би можел да насади на таа почва и доколку би сакал да ја одгледува таа култура, значи што му недостасува, значи за да биде комплетно завршено сето како што треба да добие, значи продукт квалитетен. Јасно. Дали доаѓаат кај вас за бесплатни совети земјоделците? Да, скоро сите доаѓаат кај нас за бесплатни совети. Јас, значи, сум на располагање и не сум себична во тоа. Само сакам, значи, да биде добро, значи, пошто и јас утре други ден од тие земјоделци, значи, се храна. Јасно. Тоа е еден бумеранг, еден ланец што е нераскинлив. Она што го напоменавте, а тоа со децении се говори, е неконтролираното употребување на азотните џубрива или тараната. Како може да се застане на патот на неконтролирано користење на овие џубрива, особено кога станува збор за поледелските култури, па и за тутунот, кои што прават повеќе штета отколку што земјоделците, па и ние како консументи имаме корис од сето тоа. Кои се вашите препораки за замена на овие азотни џубрива? За замена на тие азотни џубрива потребно е да се користат течни џубрива органски врз база на аминокиселини. Јас би ја потенцирала есерата, палетата есера. Значи сите се тие турски производ врз база на амино и фулвокиселини. Сега ние годинавачи настапуваме, мислам имаме и нов бренд, Есера Тобако, кој е многу добар. Тој има приближно околу 70 минерални, природни, биодостапни материи во него, кои што се извор од турските природни богатства и се единствени, значи, во светот. Исто е серата плюс таа е врз база на аминокиселини, доста се покаже ефикасна за житните култури, исто и за тутунот, Есера органик, МПК и таа е врз база на азот и имаш и фосфор и калиум, значи во достапна количина како што треба, пошто азото веќе амонијак токсичен од преголеми количества и не може да се претвори, значи почвата не може да веќе да е прецисана, не може да ја претвори во аминокиселини, така да подобро е аминокиселините врз органска база да се ставаат во почвата како аминокиселини, не како
амониум нитрат како што правеа досега. Дали тоа би значило фолиарно користење на овие органски? Да, фолиарно, значи тие се течни, значи фолиарно со амортизер и со тоа се подобрува и pH вредноста на почвата и самите растенија подобро си го примаа како што треба и ќе си ја подобра pH вредноста пред се на почвата. Тоа е многу битно и обавезно со калциум. Калциумот значи го изоставија, го заборавија во нашето производство. Тоа е многу грубо може звучи, ама така е. Затоа има во квантитет, тоа значи самите земјоделци се свесни, само во квантитет произведува, а не во квалитет. Тоа е поради азотните џубрива. Почвата е веќе преполна со амонијак, со токсини и растението не може да се ги прими потребните хранливи материи, а калциум е тој водечкиот показател на pH вредноста, што ствара добар коренов систем и што може да ги прими сите хранливи материи. Годинава особено е важно, бидејќи со оглед на кризата која што се случува со војната во Украина, производството на масло за јадење, односно производството на сончоглед. Постарите генерации знаат дека Пелагонија навистина беше обоена во жолта боја со сончогледот кој што децении вирееше тука, на задоволство на сите, но постепено се враќа сончогледот на нивите. Што треба да се знае во однос на одгледувањето на сончогледот, бидејќи еве има една компанија која што веќе склучува договори и е во тек сеењето на сончогледот, дали може да се врати оваа култура на пелагониските ниви и како, кои препораки се добри да ги знаат земјоделците? Значи препораките, вака сега, сончогледот спаѓа во истата фамилија со лонаце како тутунот. Значи, истите препарати што се за тутунот можат слободно да се користат и за сончогледот. И први препаратите се регистрирани за сончоглед, па после за тутун. Моз микрото е многу добро за користење на сончогледот и тоа е сега во најефтина цена. Значи, цената е прилагодна. Може слободно да дојдат во Италија да се консултираат, значи и ќе бидат задоволни. За 4 декари ти е едно шише. Цената, значи, зависно од количината колку зема, иначе 850 денари, мислам дека е прикладна. Има и доста други, значи, препарати, хербициди, прамувавец за тревата, а исто за сончогледот можат да се користат органските џубрива, како што се врз база на есера. Исто есера плюс есера органик, исто да се заштити со курамите, аз го препорачувам, тоа е сега моментално врвот, кој постепено, значи самите земјоделци ќе си видат која е предноста и кој е недостатокот. Значи овој препарат е стварно, значи нешто моментално најдобро и најактуелно на пазарот. Значи ли тоа дека повторно актуелни се органските препарати врз база на органски материјали? Да, препарати, веќе да почнеме со органско производство, и за нас е подобро да се заштитиме, значи еколошки, а и за самите, значи почвата ќе ја подобриме со хумусни материи, а и за храната е многу подобра. Значи за развојот на дачината, страмота е децата и самите во последниве децени се гледа дете од 10 години изгледа како дете од 15 години, нарушен му е хормоналниот развој ради таа храна со пестициди, со отрови и разни болести, значи децата уште од мали нозе ги добиваат, тоа е резултатот од се тоа. Во однос на пестицидите спомнавте, дали има тука одредена палета која што може да се каже во моментов за заштита на растенијата, кои што, еве рековме, изложени на одредени температурни промени, можат да предизвикаат одредени заболувања, како може превентивно да се делува? Превентивно со биостимулаторите, значи од есерата тобако, мислам од палетата на есера
Има и биостимулатори, овие што ги напоменав, Есера Органик, Есера Плюс, МПК, тие се сите биостимулатори. Значи ја стимулираат почвата и со тоа нема добро, лесно го пребродуваат она падо на температурите и зголемувањето на температурите. Да не одиме со оние препарати кои што се на хормонска база. Значи, тоа го избегнувам ради тоа што утре други ден треба ја загадуваме средината, зависно, тутунот не го консумираме, ама пиперката ја консумираме. Во ред, ние ќе го дајме, значи, на хормони или било шо, ама повратно ни се враќа нас ради тоа што самите си се трујаме, нашите деца се труја, ќе купиме од продавница нашиот производ, значи ние таа штета, тој пропуст ни го направиле. И тоа е тоа. Сето е бумеранг, сето се врти, значи ако му мислиш лошо на другиот, самото себе ти се враќа. Јасно. Во однос на препаратите кои што ги користиме, во овој дел би запрашала за заштита од плевели. Бидејќи сведоци сме дека овие неколку години наназад се јавуваат одредени плевели кои што можеби со децении ги немало. На што се должи тоа и како да се заштитат земјоделските површини како превентива пред расадувањето на тутунот или пак градинатските култури? Значи, тука се прави голем пропуст, ради тоа што земјоделците мислат ако ставам поголем дел од хербицидот, а помалку вода, јас сум направил бомба. Тоа не е точно. Значи, пред фрезирањето, секогаш, значи, за пластот, значи, од почвата треба да се преврти, да навлези хербицидо во почвата добро, за да делува. Значи, не можеш ти да го ставаш само површински, колку да се напрска и толку. Значи, тука е малку голем проблема. Сега, јас секогаш советувам за се, значи да се вози со спора, амортизерот и со поголемо количество на вода. Доброто почвата да се накваси, за да тој проделува. Иначе немаме постигнато никаков ефект и тоа е пропусто кај нас. Значи, ако треба на 10 декари 2 амортизери да се употреба, а 1 хербицид. Значи си се со хербицидите нема играчка. Например, сега че ставам повеќе хербициди по голема количина и јас сум свршил работа. Значи го забавуваш со тоа растението, го заболуваш, го стагнираш во расто и така натаму. Или ова е за пченка, па ќе го потребам за сончоглед или за туту. Тука е големата утка и големиот пропуст. Со тоа ништо не сме заштедиле, само сме направиле пропуст за нас, што утре други ден земјоделецот од тоа живе. И фактички не може да се прехрани во ова време, не време, сега многу дојде и економски и сето дигнати цените. А есерата, уште еднаш ќе потенцирам, е прикладна во цени и е многу добра, што може, значи, за секого да биде достапна. Рековте дека тој производ доаѓа од Турција. Да. Прашањето поврзано со кризата која што се случува во Европа е дали имате некакви проблеми за набавка на овие препарати од странство, со оглед на тоа што вие продавате на мало, меѓутоа одредени патишта можеби се прекинати со кризата која што е во тек. Нормално има проблеми, има сега проблеми со горивото е поскапено. И сега малку иди тука поголем проблем во набавките. Набавката може е пониска, ама ќе дојди превозот поскап од набавката и малку со цените тука има разнишаност. Исто имавме бариера на границите, значи за семиња, за малку потешко одеше со тие ствари, али добро, некако испливавме на површина. Како и да е, значи нема проблем околу тој дел. Да, сега значи некои препарати мислам оцемињава, некој видео ги има, некој ги нема, али јас секогаш водам сметка, поготово со пловдивската капија, кај мене беше многу актуелна и многу барана. Пловдивската капија предноста е во тоа што таа има сув производ. Значи може 3 дена да се остави на отворено и нема да скапи. Во никој случај, пошто внатре нема вода, многу добра пиперка е со 2 лица, иста е како слоновото уво
и е стварно екстра и во цената беше прикладна и 97% од семето се тоа никна ке земјоделците. Тоа сакав да прашам следно прашање, колку в Италија, земјоделската аптека в Италија гарантира за оно што го продава, бидејќи во една прилика сум била кај вас во посета на земјоделската аптека, кога одредени препарати и самите рековте дека веќе изминат рокот и не смеат да се користат, но колку тоа се почитува, дали е потребно земјоделскиот инспекторат да врши контрола или тоа зависи пак од менаџерот на аптеката и да биде совесен кон земјоделците затоа што во секој случај тие и утре повторно треба да се вратат. Тоа зависи од менаџерот на аптеката. Значи нормално е инспекторите, значи тоа му е работа да дојдат да те исконтролира. Сега значи тие прво прават опомена. Сега ти ако не ја почитуваш опомената еднаш, два пати, три пати, значи ти не можеш значи да си одиш проти глад. А и трето, значи земјоделецот дава пари, ти треба да му даеш нешто соодветно. Кај нас нашата аптека никогаш не ствара залихи, секогаш значи ние почнуваме од старт од нула секоја година. Тоа е предноста кај нас, што никогаш јас не му нудам препарати со поминат рок. Доколку се најде едно-две препаратчина со поминат рок, јас секогаш му викам, доколку сакаш, еве пошто ми си стален муштерија, јас нема што да му прам на препаратот, ако сакаш, искористи го, земи го, али со мој препарат. Али да не биде, значи, тоа може значи и прихраното, и прихраните, џубривата, значи тие нема рок. Има значи препарати што нема рок, има препарати што има рок. Тие се само задолжени значи од Министерство за земјоделие со рок, али не може да има рок значи нештото. Али ти не можеш значи со хербицидите испарува, значи фитотоксичност се јавува, се зголемува дозата, не можеш да ја контролираш и автоматски ти можеш да го остеш земјоделецот и без култура. Земјоделската аптека в Италија постои и работи успешно 18 години. Тоа навистина е на некој начин за почитување, бидејќи 18 години не се малку да се биде стабилен во работењето и да се биде препознатлив за земјоделците во Пелагонискиот регион. На што се должи тоа? И во овие 18 години, од кои претпоставувам дека 10 или помалку сте вие менаџер на земјоделската аптека, како се менуваат тие навики кај земјоделците? Односно, дали се менува нешто во однос на барањето на одредени препарати и оно што го напоменувате цело време во разговорот во однос на органското производство, нашето македонско напредно земјоделство оди ли кон тоа да имаме се повеќе органско, а не ова традиционално земјоделско производство? Кај мене значи се следи трендот значи на органско производство и сите земјоделци се задоволни, значи до сега ми се нема вратено земјоделец, што со тоа сум горда и се гордеам. Ми се нема вратено земјоделец да ми речи ти вака ми даде, ме зафракна или некој да се слушнам некои неубави работи. Значи секогаш треба да се води сметка или доколку не го знаеш нештото, подобро почути си. Не се пуште во води кај што не ти се познати работите. Секогаш ние одиме со тој принцип. Никогаш јас не велам дека се знам. Ради тоа што човек учи додека е жив. Никогаш не можеш да знаеш се. Значи мора прво да се простудира работите, па после да се нуди нештото на пазар. Не може сум слушнал ова се бара и сега јас му го нудам на земјоделецот. Има се случува, значи земјоделци ми бара, значи слушнале од друг, ова и ова и ова дај ми, јас му кажувам во ред. Се случува, значи и да го имам, ама ова и ова и ова не е за тебе. Значи, послушај ми го советот, сега ќе ти направам добра комбинација и стварно ќе се врати презадоволен, значи тоа ме воодушевува, ме храни и јас сум презадоволна со тоа. Ради тоа што макотрпно работи нашата аптека и секогаш е препознатлива по тоа, секогаш имало добри агрономи во нашата аптека и секогаш се водело со принципот, значи да не се дава нешто што секој го бара, што се слушнало, значи да се оди по рекламни спотови или рекламни препарати од фирми, туку секогаш да се простудира работата и да се најде решението за се што треба и што му е потребно на земјоделецот за да се реши проблемот.
Предпоставувам тоа е она што секогаш е најважно во трговијата, особено во овој сектор, тоа е довербата. Ако се нема доверба, ако не се гради... Да, јас претходно работев и во Радомак, бев регионален менаџер, 35 аптеки, ги контактирав преку мене, одев со совети, со се, презадоволни беа, има преголема доверба во мене, дури кога се заминував и аптеките, некако му беше неубаво да се свикна на тоа, ама после тоа јас многу се гордеам со тоа. Досега сегде каде што сум работела, се гледа восхито и задоволството на земјоделците, тоа мене ме воодушевува и ми дава поттик за уште повеќе енергија за да навлезам во работите уште повеќе, за да ги воодушевам со поубави работи. Тоа значи дека си ја сакате својата професија. Да. На крајот би ве прашала зошто токму одбравте да бидете агроном? Бидејќи не вообичаено за жена. Да. Вака сега, јас иначе имам две струки. Едната ми е воспитувач во градинка. Али видов дека јас многу сакам да работам и со деца. Али видов дека таа струка некако на пазаров не е многу барана, има пренатрупан кадар. И детето кога ми беше 2,5 години, јас се запишав на земјоделски факултет во Скопје и го завршив во рекорден временски период со добар успех и таму бев пофалена и успешна и му помагав доста на колегите и од секогаш сум ја сакала хемијата, биологијата и секогаш јас не можам на едно место да стојам и место да тапкам. Секогаш сакам нови работи и секогаш сакам да напредувам во нештото, од нештото кој ќе се работи со љубов, секогаш има напредни резултати. Ако не се работи со љубов, ништо не правиме. Јасно. Дали имате градина дома? Дали сакате да произведувате нешто? Да, дома со цвеќина, препълн ми е двор, дури дневната соба со цвеќина и тоа ме воодушевува, мене цвеќината ме хранат. И да напоменеме дека земјоделската аптека в Италија навистина има голем избор на цвеќиња, да, на самници, на сибирски лимони, на боровница, на брусница, сите што може да успеат во нашето поднебје. Столбести ружи, да напоменам, има многу видови, некои не ги спомнав, пошто се премногу луковици исто имаме засадени, тоа години унасат, не сме сега почетници. И предноста е во тоа што ние не сме цвеќари. Ќе го купи нештото, ама ние му објаснуваме и како да го користи и му даваме соодветна прихрана за нештото да го одржи. Ми останува да ви се заблагодарам на разговорот, само ќе напоменам дека вашето работно време е од 8 до 20 часот, особено сега во овој пролетен и летен период, кога може да се работи и до 20 часот. Земјоделската аптека в Италија се наоѓа позади катната гаража, кај старата автобуска станица. Ние разговаравме со Ели Ристеска, агроном, жена која што навистина почитува она што значи земјоделско производство, но квалитетно земјоделско производство, со бесплатни совети за земјоделците, кои што ја градат довербата со земјоделската аптека за се она што е потребно во однос на производството од земјоделие во Пелагонија. Уште еднаш благодарам за разговорот. Земјоделска аптека в Италија, 18 години, стручност и посветеност со широка палета на производи за напредните земјоделци. Во Италија одберете садници со декларација за сите видови овошје, јаболка, круши, сибирски лимон, мандарина, малина, наменети за пелагониското поднебје. За љубителите на цвеќе, в Италија е вистинското место. Поседуваат двокалемени цвеќиња, стеблести ружи, хибридни луковици, бегони и галија. Ви треба земјоделска опрема, вештачка прихрана и ѓубриво за вашите посеви и насади. Посетете ја в Италија, вашиот партнер за напредно земјоделство. В Италија, земјоделска аптека во Прилеп, позади катната гаража кај стара автобуска. Земјоделци, не сечи совет е вистинскиот. Проверете во Италија, вашиот партнер за напредок. Телефон 078 334 686.